Дуи мора да свати дека конечно опозиција и дека повеќе не може да диктира и да договара тендери за нивните пријатели, дека само длабоки реформи може да ги спасат од колапс и да ги избават од бездната на криминалот во која потонаа. Коалицијата вреди со остра реакција на последните провокации кои дојдоа од интегративците. Артан Груби и Бујар Османи, едниот бегалец и другиот збунет за власт, плачат и тагуваат затоа што народот ги испрати во опозиција. Граѓаните ја разбраа вистината и не потпаѓаат на измамите што ги изнесуваат во јавноста. Претходно, подпредседателот на ДУИ Бујар Осман изјави дека размислуваат да не учествуваат на локалните избори, а председателот Али Ахмети отиде и чекор понатаму и рече дека нема да дозволат поставување на гласачки кутии. Ова ќе се случило доколку Уставниот суд донесе одлука за укинување на законот за јазици, за кој во моментов се спрема подготвителна седница. Експерти за Алфа веќе коментираа дека ваквата реторика на ДУИ е поради катастрофалниот рейтинг, особено откако Артан Груби заврши на црната листа на САД, а потоа заработи и кривична пријава за тежок милионски криминал, пошто избега од државата. Поради избегнување да се соочи со правдата во бегство и поранешниот директор на лотарија Прпарин Бајрами, најавите за вовед во политичка криза го ставаат во незавидна позиција и со партнерите од коалицијата Европски фронт. Али Ахмети има проблеми со договорањето кадри со кои ќе настапат на изборите. Се погласно се зборува дека во Мала Речица се води битка за позиции и дека камен на сопнување е Рамис Мерко, првиот човек на струга кој заврши на американската црна листа. Дел од раководството сака повторно да застане зад него, а дел цврсто се противи. Партијата која го предводи така наречениот Европски фронт има повеќе функционери на црната листа, а уште повеќе на списоците на обвинителите за сомнежи за сериозни криминали.